Почитувани граѓани на Република Македонија, се уште сум под негативните впечатоци од доцна во ноќта синоќа она што са бајле од денеска. Извинете, обично кај нас за денес се вика од кога ќе се раздени, но тоа е тоа. Иначе сте во право технички. Но, за жал, не беше во право технички од министер во владата на Република Македонија и морам со тоа да почнем. Го убедував и него се, онака сакав да му укажем на тоа дека е добро да го повлече предлогот за разрешување на министерката Рашела Мизрахи, но, како и секогаш, што се однесуваат функционерите на Социјалдемократскиот сојуз, нормално не беше повлечена на нејзиното разрешување и доцна во ноќта разговаравме цело време, зборувавме за таблата што стоела зад министерката кога држела пресконференции. Ништо не зборнавме што таа министерка збореше на тие пресконференции, кои факти кажуваше, кои добри работи ги имаше наум да ги направи за сите граѓани на Република Македонија, затоа што ви кажав, во тоа министерство се прекршуваат интересите на сите граѓани на Република Македонија. Но, како и секогаш, сите цивилизации се уништуваат од нецивилизации, сите напредни луѓе биле напаѓани од луѓе кои го немале нивниот капацитет и затоа тоа вчера заврши како што заврши. Рашела Мизрахи, интелектуалец, научно-истражувачки жена што врши научно-истражувачки дејности на престижни светски универзитети, беше разрешена доцна во ноќта. Тоа ме потсети на инквизицијата на средниот век, на 16-тиот, 17-тиот век, кога Галилео Галилеј имал проблем со инквизицијата, со црквата, заради неговите ставови, но знаете што изјавил. Сепак се врти. И ова, сега мора да ви го кажам, сепак се врти. Се е во движење. И ова ќе се заврти. И ќе сватите дека не сте во право. И додека зборував на темата што треба владата да работи, се случија работи за кои требаше владата да дискутира, за кои треба ние подхитно да дискутираме тука во парламентот, а не да ќе го донесеме законот за Советот за јавни обвинители, тука е заменик министерот за локална самоуправа, наместо човекот да си ја брка својата работа во неговото министерство, каде што 90% од градоначалниците не си ја вршат својата работа и имаат толку многу грешки и треба разрешување, оставки и така натаму. Сега треба јас како електроинженер и тој како електроинженер да зборуваме за законот за Совет на јавни обвинители. Но јас не мислам да зборувам за тоа. Јас ќе зборувам за една многу важна работа што ги интересира сите граѓани на Република Македонија. Во Република Македонија владата и парламентот веднаш треба да заседаваат и да ја разгледаат безбедносната состојба во Република Македонија. Додека ние тука се расправавме за таблата, видовте како и секој втор ден луѓе со автомати убиваат, ограбуваат, тепаат
И никому не ни е гајле за животите на луѓето. Нас ние, еве, најважна, таблата, фризурата, ќе најдете можда за некоја од дополнителните заменички министри за фризурата и така натаму. Еве што имаме се. Значи, безбедноста на вработените во поштите е загрозена. Безбедноста на вработените во банките е загрозена. Безбедноста на вработените во казината е загрозена. Безбедноста на вработените во кладилниците е загрозена. Безбедноста на вработените и гостите во кафаните е загрозена. Безбедноста на децата во основните училишта е загрозена. Безбедноста на учениците во средните училишта е загрозена. Безбедноста на патниците во автобусите, во градските автобуси е загрозена. Безбедноста на луѓето во супермаркетите, во трговските центри, на жените, на децата е загрозена. Безбедноста на пешаците, на пешачките премени е загрозена. А имаме закони. Никој не ги спроведува. Зошто не се спроведува? И сега ќе го донесеме законов за јавни обвинители. Знаете кој треба да го донесе овој закон? Парламентот, но овој закон да го подготват 10 најдобри професори од правните факултети во Република Македонија и 10 истакнати судии, обвинители, правници, адвокати, значи најпознати, да го подготват и дајте да го гласаме, да направиме добар закон и да ја зголемиме вербата на граѓаните во државата. Не може во држава во која дрога можете да најдете, еве сега ако сакате, пошто сум работел во полиција, да излеземе, ќе најдеме дрога. На улиците ќе најдеме дрога. Во било кое средно училиште да појдеме, ќе најдеме дрога. Знаете, тоа им е најважно на граѓаните. Не само да штанцаме закони што утре нема да ги почитуваме или недобри закони. И затоа, почитувани граѓани на Република Македонија, иселувањето од државата уште повеќе ќе се зголеми. Овој месец, а нарочито наредниот месец во март, кога Германија ги крева, ги отвора портите, десетици илјади граѓани ќе напуштат Република Македонија. И тој тренд не можеме да го запреме. Ќе го запреме само ако секој си ја врши својата работа онака како што треба, ако владата се посвети и секој министер на неговата работа, не кој како бил облечен, кој што зборел, него кој што направил и дали направил, кој што сгрешил и дали сгрешил, и да не се занимаваме со периферни работи. Дајте да се посветиме на суштинските работи. Парламентот треба да ја контролира работата на владата. И што контролиравме ние? Наместо да дискутираме што министриве сгрешиле, не сработиле, каде ги злоупотребиле средствата, ние повторно се занимаваме со периферни работи. И на крај, со тоа што почнав, таблата во Министерството за труд и социјална политика е задолжение да ја промени на директорот на службата за општи и заеднички работи при владата на Република Македонија. Не е работа на министерот да се занимава со таблите, да се занимава со прозори, со не знам што, со проблемите на граѓаните. Таа министерка се занимавала со проблемите на граѓаните, а ние тука, вие, колеги, ја разрешивте заради тоа што не ви се допаѓа нејзината работа. Нејзината работа вас може да не ви се допаѓа, но им се допаѓаше на граѓаните на Република Македонија. А чим им се допаѓа работата на министерот на граѓаните на Република Македонија, нема право парламентот да разрешува. И на крај,
мислата на Галилео Галилей сепак се врти. Ова сепак ќе се сврти.